Господа, почитувани представници на медиумите, добар ден. Што току ја поднесов иницијативата за оцена на уставност на Законот за употреба на јазиците, објавен во Службен вестник на Република Македонија број 7 од 14 јануари 2019 година. По одбивањето на председателот на Република Македонија да го потпише указот за прогласување на Законот за јазиците, усвоен од Собранието на Република Македонија на 11 јануари 2018 година, на ден 14 март 2018 година Собранието во третото читање усвои Законот за јазици со 69 гласа од вкупно 120 пратеници во Собранието на Република Македонија. Законот, како што кажав, е објавен во Службен вестник на Република Македонија број 7 од 14 јануари, односно пред неколку дена. Имајќи го во предвид став 1 од амандманот 18 на Уставот на Република Македонија, сметам дека Собранието го усвоило овој закон со недоволен број гласови од потребниот кој императивно го побарува овој амандман. Имено при донесувањето на овој закон, председателот на Собранието, како и останатите собраниски органи и служби, морале да го имаат во предвид фактот дека за да биде усвоен законот потребно е двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, во кое мора да има и мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија, а не да биде усвоен со 69, што значи дека треба со 80 пратеника. Со усвоениот закон за јазици се врши промена и истиот е во спротивност со суштината или се деградира, се надминуваат рамките на амандманот 5 или поранешен член 7, кој што е во врска со амандманот 18, меѓутоа се врши и повреда на темелните вредности на Република Македонија, поточно член 8, алинеја 3 и алинеја 9. Или ако сакате да бидам појасен, тоа е владење на правото и локалната самоуправа. Дополнително при донесувањето на одлуката, Уставниот суд мора да го има во предвид и фактот дека законот не е потпишан од страна на председателот на Република Македонија и да постапи соодветно на досегашната практика, каде што голем број на други закони кои што не биле потпишани не влегле во сила. Исто така, мора да се има во предвид и фактот дека Собранието на Република Македонија при третото читање на законот воопшто не ги земало во предвид доставените забелешки од страна на председателот на Република Македонија, како и поднесените амандмани од страна на претениците во Собранието на Република Македонија. И уште еден факт дека е прекршен став 2 на членот 173 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, поради што од денот на усвојување на законот, значи напоменувам 11 јануари 2018 година, и неговото трето читање и усвојување на 14 март 2018 година, поминати се повеќе од 60 дена, иако Деловникот налага да помина 30 дена, што значи требало да има нова процедура и отпочнување на целокупната постапка од почеток. Со оглед на овие наведени неспорни факти, сметам дека е потребно Уставниот суд да ја усвои оваа поднесена иницијатива, потоа да постапи согласно член 71 алинеја 1 од Деловникот за работа на Уставниот суд, односно да донесе решение за поведување на постапка за оценување на уставност на закон. И на крајот, со оглед на фактот дека се работи за закон со чие што имплементирање можат да настанат несогледливи и тешко отстранливи последици, согласно член 27 од Деловникот за работа на Уставниот суд, барам при постапувањето судот до донесување на конечна одлука по иницијативата да донесе решение за запирање на извршување на поединечните акти или действија кои произлегуваат или се превземаат врз основа на законот кој што е објавен, се со цел за да подосна не настанат несогледливи последици кои што не можат да бидат отстранени. Еве, тоа е накратко целокупната иницијатива. Последните може да ни прецизирате и како што ја да разбирам, вие ја спорите процедурата за носење на законот, не самиот закон.
Значи, суштината на законот во моментот не ја спориме, меѓутоа факт е дека содржината на законот не кореспондира со амандманот 5. Несогледливи последици може да настарат сериозни последици од причина што произведува финансиски импликации целокупниот закон. Ако го прочитавте законот, се работи за повеќе од стотици милиони денари, колку што имам јас информација. Ваша информација, законот не стои, нема финансија. Не, финансиски импликации пишува во предлог законот. Во предлог законот пишува, бидејќи секој закон мора да содржи финансиски импликации. Значи, голема сума на пари, плюс тоа треба да има прераспределба на голем број на вработени во државната администрација во разни други сектори и министерства. Каде господин Кенов, може да ми покажете? Па јас го читав законот. Па проверете го законот каде поднесе финансиските импликации на законот. Да ми кажете колку, ако имате вие. Па јас го немам законот, меѓутоа го имам јас. Еве ќе ви го Па го читаве. Други прашања имате? Значи вака, да се разбереме, јас немам ништо против употребата на азици. Јас имам против каубојскиот начин на однесување, односно против правното насилие, каде што дрско се крши уставот и законите на Република Македонија. Може ли професорски да ни кажете кој член се коси со уставот, за да не биде појасно и на нас? Значи, јасно ја кажам, амандманот 18 и амандманот 5 во директна спротивност со овие два амандмани е законот за јазици на кој што е усвоен во Собранието на Република Македонија со недоволниот број кој што императивно го налага бројот на пратеници кои што треба да гласат. Значи, двотретинско, односно двојно мнозинство. Ја ви прашувам за законот, господин. Па за што ви зборувам јас? За закон ви зборувам јас. За процедура. Не зборувам нешто друго. Па јас мислам дека оваа држава, ако се залагаме за владење на правото, јас ви кажав дека се повредени темелните вредности. Ки има несогледливи последици по делот на локалната самоуправа. Вие знаете што се треба да се направи во тој дел. Значи, во овој сегмент повеќе од јасно дека е прекршен уставот на Република Македонија. И оттаму не можеме ние да се повикуваме на владење на правото, а на таков дрзок начин да го кршиме уставот, да вршиме правно насилие во Република Македонија. Конечно треба, бидејќи нели се залагаме за Европа, устата ни е полна со владење на правото. Впрочем, толку непочитување на владењето на правото ќе биде она круцијална забелешка која што ќе ни се удри од глава во моментот кога ќе отпочнат преговори. Ви благодарам.